Јас сум Никола Чуделов од Кавадарци, лице со телесна инвалидност по дијагноза детска парализа. Така сум од самото породување, или што би рекол јас фабричка грешка, нешто што морало така да биде и нешто што мора самиот субјект, тоест самото лице да го тоа прими како такво од најмала возраст, за да нема после потешкоти во самиот живот. Уште од најмало детство, значи, сум се соочил со лавиринтите во животот, ама сум научил една работа, дека откажување нема никогаш и дека се што правиме пред се за себе, а после за околината и за другите. Како созрава веќе сватив дека моите родители можеби нема да бидат до мене секогаш, и тоа после се потврди како такво, релативно млад ги изгубив родителите. И баш таа филозофија дека треба да биде лице со инвалидност спремно за еден самостален живот, после многу ми значеше во животот. Моите пробувале да откријат каде можам да бидам најдоходовен. Во реалноста испаднало дека ете имам добри перформанси музички, најпрво со едно тарабуче, потоа како се минуваше тоа, на секое дете секоја играчка му одмилува после некое време, па почнав на барабанче, за да дојде момент да релативно касно, значи на некои мои 18-19 години, прв пат купам тапани и да почнам да музицирам, вежбајќи од 4 до 6 часа дневно, бидејќи во тој инструмент е многу битна работа што целиот организам е во функција, како раце, така нозе и мозочните функции кои се најбитни, кои што за среќа кај нас се и те како развиени и зачувани. Прав предизвик ми беше тропањето на тапани, за да докажам прво сам себе дека ете можам да направам нешто, а потоа да докажам и на пошироката јавност дека музиката како таква и инструментите како такви се тие што можат од лице со инвалидност да направат нешто за кое што би биле и они горди на себе и нешто за кое што и самото општество како такво би вратило. Како минува годините, така почнував да се активирам пред се во Сдруженијето за лица со телесна инвалидност Мобилност Кавадарци, а преку таму и во самиот национален сојуз. Во Сдруженијето Мобилност Кавадарци веќе од самиот мој почеток до сега сум редовно во извршниот одбор, кај што извршувам многу функции, а од пред 17 години го водам и спортот за лица со инвалидност во Тиквешијата, каде што нашиот сојуз ССР Кавадарци е доста активен на тој спортски план. Да не испадне дека се фалам, ама пинг-понгот го играм и тоа како добро, а фудбалот ми е нешто кај што мислам дека и многу дадов и се уште давам, нешто кое што ме исполнува и ден денес. Моментално со мои колеги телесни инвалиди настапуваме и за една екипа под капа на нашиот сојуз и под капа на Фудбалска федерација, каде што ја развиваме таа свест дека и лица со телесна инвалидност можат да допринесат многу во тоа. Веќе 23 години сум во брак, имам син 18 години и сето тоа има побарување што од финансиски и што и од социјални вредности, кај што можеш да бидеш активен. Се водам со една парола дека ако веќе оформиш фамилија, за таа фамилија треба и да ствараш и да бидеш активен. Во последно време гледам дека многу мои колеги лица со инвалидност, од било која инвалидност,
се одлучуваат да стапат во тие брачни заедници, каде што ќе бидат исполнети како духовно, така и социјално, пошто сами знаеме дека во природата сите убави работи одат во пар. Конвенцијата на лицата со инвалидност е веќе одамна ратификувана во Македонија, ама од X причини се уште на дело многу малку се спроведе. Може Кавадарци да го дадам како еден позитивен пример. Имаме многу добра соработка со локалната самоуправа и може да кажам дека релативно градот е многу пристапен пред се за лица со најтешка физичка инвалидност, вклучувајќи ги нели инвалидските колички. Ако се вратам назад кога јас бев дете, колку срамежливо лица се движеа по градот и можевме да сретнеме, се броевме на прсти тие што се експониравме и што баравме некои права, за разлика од оние кои што беа дома затворени во 4 зида, чекаа мама и тато нешто да му подадат, чекаа некој друг да му заврши работа за нив. И ден денес кога некој ќе ми рече како ти успеа животот, ги враќам баш на тој момент. Викам ја никогаш во живот не чекав некој нешто да ми даде. Сегаш и ден денес, сегаш се борам, бар тоа што можам сам да го направам сам. Ме радува фактот што бар во Кавадарци се почесто гледам лица телесни инвалиди во тешките групи со колички како самостојно се движат низ градот. Секогаш се трудиме да прво значи на државно ниво законски си ги бараме нашите права, а после партизански со нели тоа е како последен чекор евентуално како нели протест или нешто такво. Мислам дека доколку ако се објасни што уствари бараме, дека ако ништо друго бар ќе не се слушаат. И сега кога ќе не се слушаат, ќе се најде некој од мајка роден што во наводници па има некои допирни точки со лица со инвалидност и ќе рече ај нешто да направиме за овие луѓе и така се бориме за нашите права. И јас сум човек со исти барања и исти права како вас, исто плаќаме и данок, исто користиме и воздух и се, и мислам дека можеме на иста маса да седеме. Само треба да ни се даде малку простор, малце трпение и малце внимание. Тие се три работи што многу малку од општеството ги имат споено во едно. Значи, секогаш нешто фали, ако ништо друго можеме да бидеме светол пример за идните генерации, па и овие генерации што се нашите, еден со друг можеме да учиме што на грешките, што на нашите достигнувања. Ако јас сум бил успешен во музиката и некој ми се гордее со моите нели достигнувања, ја пак се гордеам со достигнување на мои колеги, спортисти, глумци и било која сфера, така да секој може да си го најде место под сонцето. Многу е битно само да почне да се бара тоа место.